На полиците во маркетите и на трапезите во домовите 90% од млекото што го конзумира државата е српско и босанско. Овој фрапантен податок не е добар за никој, но тој детално ја опишува состојбата во сточарството кај нас. А за нашето сточарското значи не одговара за ништо. Не знаеме на што работуваме, што производуваме, нема гарантирана цена на тие. И за млекото не знаеме колку да производуваме, колку гарантира да се откупува. На што се должи вака високиот увозен процент, сточарите имаат објаснување. Нашиот не може, не се производува, ништо не се продава, сега ефтино е тоа и многу. Како домашното производство да биде поконкурентно, а сточарите да обезбедат екзистенција на бизнисот? Тој државата треба, како што мислиме да го надува. Откупувачите, оние се за ни гледат. Ние сточарите што работиме, тоа исто е. Од друга страна, граѓаните преферираат домашно млеко и покрај неговата висока цена, иако увозното е позастапено и поевтино. Наше домашно. Зошто? Па мислим дека е по-добар квалитет има и тоа. Да, а вие? Навика да си взимаме од тоа млеко и така е. Значи наши Остане домашно, тоа битолско исклучиво. Наше купувам. А зошто наше? Дали е подобро или Па поевтино? мислам дека е подобро. Домашно, сигурно. Зошто? Па мислиме дека е по-квалитетно, по-сигурно. Затоа што на рафтовите има и босанско и српско. Да, да. Има секакво. Босанско и српско. Да. А македонско? Па затоа ве прашувам какво преферирате. Македонско. Ефтино нема. 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 Од 56 денара поевтино нема. Нема. Тоа е за нашето домашно или? Не знам странско ли е, домашно ли е, важно, најефтиното е толку. Во моментов, што државата треба итно да превземе за промена на околностите? Домашното да е позастапено, но и да е поевтино. Тој треба да гарантира откупна цена, да знаеме доку што работиме, колку откуп ќе биде за млекото и за јагнешкото исто така да биде. Според сточарите, трошоците за одгледување добиток и производство на млеко значително се зголемуваат. Скапата добиточна храна и ниските откупни цени на млекото се меѓу најголемите фактори за овој проблем. Дали подобрувањето на условите, субвенционирањето и будењето на интересот кај младите во оваа индустријска гранка ќе помогне за промена и на квалитетот на млечните производи или на трапезите секојдневно ќе конзумираме странско млеко, останува да се види.